Најголемото достигнување во 2014-та се случи во втората половина од годината. Во август, по еднодеценијски лет, вселенското летало Розета на Европската вселенска агенција стана првиот објект, направен од човек кој влегол во орбитата на комета, на оддалеченост од над 400 милиони километри. Во ноември Розета ја лансираше сондата Фили, што слета на кометата. Нерамната површина предизвика сондата да слета на засенета локација, но менаџерот за слетување Стеван Уламек побара трпение. Прво се плашевме дека приземјувачот ќе се прегрее, но тоа веќе не е релевантно. Сега сме во сенка. Тоа значи дека во принцип ќе може да оперира подолго, а потоа треба да бидеме трпеливи, додека Фили добие повеќе соларна енергија за да може да се реактивира. Во септември американскиот научен сателит познат по кратенката Мавен влезе во орбитата на Марс со мисија да осознае што се случило со атмосферата и водата на црвената планета. Ова е Брус Јакоски, главен истражувач на Мавен. Се обидуваме да ја разбереме причината за климатските промени, но и што влијаело на исчезнувањето на атмосферата. Неколку дена подоцна на Мавен се приклучи индиското вселенско летало Мангалјан, правејќи ја Индија прва држава што успеала да стигне до орбитата на Марс при прв обид. Во декември, користејќи ја најголемата ракета Делта 4, НАСА изврши речиси перфектно лансирање и пронаоѓање на новата вселенска капсула Орион, која е дизајнирана за истражување на длабоката вселена со човечки екипаж. Менаџерот на програмата Орион, Марк Гејер, изјави дека излегло најдобро на што се надевале. Ова е тешка мисија, тежок пат за летање. Зададовме високи цели за оваа мисија, но Орион и Делта 4 целосно ги исполнија. Во иднина капсулата Орион ќе лета врз уште помоќна ракета наречена Систем за вселенско лансирање. НАСА планира да го продолжи истражувањето на месечината во 2018-та, а првиот вселенски лет со астронаути е планиран за 2021. Вселенската индустрија од приватниот сектор имаше и тешки удари. Во октомври карго ракетата Антарес на компанијата Orbital Sciences Corporation со мисија за достава на намирници до меѓународната вселенска станица експлодира кусо време по полетувањето. Подоцна истиот месец експерименталното вселенско летало Spaceship 2 на компанијата Virgin Galactic за време на тестирање се прекраши, убивајќи еден од двајцата пилоти. И обете компании најавија дека ќе продолжат со работата.